Почитувани, владата предводена од СДСМ во услови на светска криза превзема навремени и ефикасни мерки за заштита на животниот стандард и помош на домашните компании. Пакетот од 26 мерки, вреден 400 милиони евра, кои брзо и навремено ги донесовме, го штитат економскиот стандард на граѓаните и им помагаат на компаниите да ја сочуваат својата ликвидност, да ги задржат вработените. Реализацијата на овие мерки веќе дава видливи резултати. Со намалувањето на ДДВ-то за горивата и намалувањето на акцизата спречивме нови ценовни шокови и денес во Северна Македонија има наефтини горива во регионот. Со намалувањето на ДДВ-то за основните прехранбени производи на 0% и замрзнувањето на маржите спречивме драматично поскапување на потрошувачката кошничка. Во време на најголема криза финансиски ги помагаме граѓаните и компаниите. Целиот фокус е на заштита на животниот стандард. Ја зголемивме минималната плата и веќе од следниот месец таа ќе изнесува 18.000 денари. Тоа е директна помош за над 80.000 работници кои досега земаат 15.000 денари. Во следните 3 месеци 36.000 семејства со ниски приходи и околу 330.000 пензионери ќе добиваат по 1.000 денари месечно на своите сметки. Владата предводена од СДСМ интервенира и во намалувањето на трошоците за електрична енергија преку субвенционирање на 80% од сметките за струја на домаќинствата, но и преку ваучери за сметки на електрична енергија кои ги добиваат околу 6.500 домаќинства. Владата воспостави интервентен фонд за поддршка на земјоделците кои во време на криза се соочуваат со потешкоти во производството. За помош на компаниите на располагање се ставаат неколку механизми за помош и поддршка во одржувањето на ликвидноста и конкурентноста. Невработености во време на криза успеавме да ја намалиме на досега најниско ниво од 15,2%. Пред нас е тешка година, но со правилен пристап, со насочување на парите кон граѓаните, кон стопанството, кон сите оние на кои им се најпотребни во време на криза, сите предизвици заедно и успешно ќе ги совладаме. Ви благодарам.